Почитувана колешке, сакам да констатирам едно што можеби и вие го заборавивте и што треба да го констатираме, дека однесувањето вакво на позицијата, односно не глумење, туку однесување како пасивна позиција, очекуваа дека и ние треба да бидеме пасивна опозиција. Јас би била посреќна доколку можев да реплицирам на некој колега од СДСМ и ќе бев посреќна доколку сега имаат тие контрааргументи да кажат зошто јавниот обвинител Марко Зврлевски треба да биде разрешен. Тие одбра да молчат. И во експозето на заменикот министер за правда за разрешување на јавниот обвинител Марко Зврлевски беше една од причините за кои што тој бара да биде разрешен е дека јавниот обвинител го представувал јавното обвинителство со молчење, односно со непревземање соодветни действија. Па почитуваните колеги денеска исто од позицијата, односно од власта, молчат. Бараа да се смени Зврлевски дека молчел и не превземал действија, а денес пратеници од СДСМ исто молчат. Без ни еден коментар, бидејќи многу било важно побрзо да се разреши Зврлевски. Јас најтопло ви препорачувам. Дали Зврлевски ќе биде разрешен до петок или ќе биде разрешен до другиот петок е најмал проблем, бидејќи ќе поседите уште една недела, бидејќи гледам викате некои од пратениците биле уморни, требале да одат на одмор, а не знам што се изморија кога збор не кажа во ова собрание на Република Македонија, барем за оваа точка, чест на исклучоците. И ако веќе викате дека треба да се каже зошто треба да биде сменет јавниот обвинител, изнесете барем еден аргумент. Ако секој од вас еднаш дневно излегуваше на говорницата, јавноста поинаку ќе го ценеше разрешувањето на Марко Зврлевски. Бидејќи знаете, времето ќе пројде. Час поскоро или подоцна ќе биде разрешен јавниот обвинител, бидејќи очигледно е дека вие сакате да си направите како што самите викавте не треба да има политичко обвинителство, да направите политичко обвинителство и да донесете политички јавен обвинител, кој што, како вие милувате да кажете, ќе ги затвори сите пратеници од ВМРО ДПМН. Бидејќи нели независен јавен обвинител ќе донесете, кој што ќе спроведува правда согласно закон. И викате час поскоро треба да се посветите на прашањата кои што ги засегаат граѓаните. Например, наместо ако требаше едно од прашањето, наместо пензионерите да требаше да им ја зголемите пензијата 670 денари, сега не знам дали ги информирате дека ќе им ги зголемите само една секунда, ќе им ја зголемите пензијата за 130 денари, ако деме ќе укинете радиодифузната такса за 190 денари. Мислам, стварно не виден ќар. Не критикувајте нешто што после сами го правите спротивно од тоа што сте зборувале. Ви благодарам.